Тоа може да се каже на моментот на одлучувањето. Секако низ дебатата, низ парламентот, јас и верувам и ќе видиме сите дали тоа мнозинство постои или не. Знаете дека нема да дозволиме нешто да се упропасти. Иницијативата е таа, ние разговаравме со многу пратеници, лично јас разговарав, пратеници најповеќе разговараа со пратеници и видовме дека постои една убава прогресивна маса на пратеници, која што секако е доволно сериозен мотив и причина да ги отвориме постапките, како што вчера тоа владата го направи. Овие денови веќе парламентот, се надевам брзо, ќе закаже уставна комисија, за да може да се отвори дебатата. Јас очекувам и низ креативниот дел на пратениците, преку уставната дебата, да се создава атмосфера, благопријатна за сите, за да може да се и формира тоа двотретинско мнозинство, кое што по природен пат би требало да се формира. Зборувајќи за тоа, морам да ги отстранам сите шпекулации, кои што надвиснаа над главите на многу пратеници, за некакви пари, за некакви не знам какви незгодни состојби или слично. Реков уште од првиот момент, ова мора да оди во благопријатна атмосфера, во атмосфера на понесување на одговорност и одлучност за еднината на Македонија. Ако сме на вистина за НАТО и за ЕУ, еве сега институциите, низ парламентот ќе треба тоа да го направат. Владата вчера тоа го направи. За НАТО и за ЕУ. Сега е парламентот наред. Граѓаните го направија на референдум со преку 91% од оние што одлучија на консултативен референдум да дадат патокас на Македонија. Сега се пратениците наред. Јас верувам во инклузивен процес, во интегрираност натре на сите, дека ќе доминира прогресивниот дел, така да го кажам. Таа е дебатата и во Европа на прогресивен и ретрограден дел на институциите, така и ќе се случи во нашиот парламент.